Во неколку населени места стојат амбуланти комплетно опремени, но сепак затворени. Таква е состојбата со амбулантата во Облешево, за која Тодоров при последната посета на општата болница во Кочани рече дека амбулантата би требало да работи секој ден. Од она што беше договорено е дека во Облешево треба доктор да доаѓа секој ден, се додека не се додека не се обезбеди матичен лекар кој што постојано ќе обавува здравствена дејност на територијата на Облешево. Директорот на здравствениот дом Иван Спанчевски рече дека недостигот на амбулантата и лекарот во Облешево засега се покрива со тим од проектот Рурален доктор, но сепак апелираше до министерот Тодоров за зголемување на бројот на лекари и за овој проект. Откога се затвори природната здравствена установа во село Облешево, го покрива руралниот имот здравствен дом Кочани. Оди секој ден во период од 10:11 до 14 или 15 часот. Сега ние по новиот распоред што го имаме изготвено на месечно ниво ставаме и други места, меѓутоа поради повреда на медицинскиот техничар и заболувањето на лекарот, ќе гледаме баре Облешево да го ставиме акцентот, бидејќи кон тоа е поголемо населено место и таму гравитираат други 4 до 5 други поголеми населени места. Очекуваме во идниот период да се зголемени бројот на рурални тимови баре за уште еден, а за идната медицинска помош баре за 3 лекара. Испразнети амбуланти кои не функционираат има и во другите населени места, зашто директорот Спанчевски распишал оглас за примање лекари, но немало заинтересирани лица. Ние неколку пати распишувавме, немаше заинтересирани лекари. Сега пак до министерство пративме допис за да ни одобрат да ги издадеме плюс тие ослободени амбуланти и се надевам дека во најблизок можен рок ќе го средим и тоа заедно во соработка и со градоначалникот на општината Чешина Облешево да се направи напор. Ако најдеме некој доктор, значи да се проработи амбулантата и со тоа ќе го растеретиме и руралниот тим таму. Повеќе пати се објавуваат огласи за матични лекари или за специјалисти, гинеколози и така натаму, а нема лекар кој што се јавува на тој оглас. Така да во тој правец мислам дека би сакал да ги мотивирам сите оние кои што имаат такви афинитети да размислуваат во тој правец. Има медицински факултети и во Скопје, но и овдека во УГД во Штип и во Државниот универзитет во Тетово, така да мислам дека тоа е една професија која што на долг рок има потенцијал во Република Македонија. Тодоров упати апел до средношколците кои имаат афинитети кон медицината да се запишуваат на такви студии. Од има потреба медицински персонал, поточно лекари, но нема завршени на тие студии.